Вести на Канал 8, добар ден. Контролите кај откупните предпријатија во Кочанскиот регион продолжуваат за да се утврди дали се почитуваат законските одредби за квалитет на производот, велат од Државниот инспекторат за земјоделство. Неправилности имало, но во спроведувањето на контролите немало политичка заднина. Државниот инспекторат за земјоделство потврдува дека прави контроли кај откупните предпријатија во Кочанскиот регион со цел да провери дали се почитуваат законските одредби за квалитетот на производот што се откупува. Како институција што е надлежна за следење на процесот на откупот на оризот, а постапувајќи по законот за квалитет, контролите се спроведувале кај сите регистрирани откупувачи на оризова арпа. При тоа, според директорот на инспекторатот, биле утврдени одредени одстапки од законските овластувања што ги имаат откупните предпријатија. Сакам да кажам дека до овој момент кај една компанија веќе се утврдени неправилности во делот на квалитетот на самиот производ, во делот на класирањето и во делот на влагата. Ова е многу битно, бидејќи ние сакаме да заштитиме манипулација и на потрошувачите и на македонскиот бренд Кочански ориз надвор од Република Македонија, а воедно и останати институции да се провери безбедноста на тие производи. Трипуновски признава дека спроведувањето на контролите кај откупувачите се поклопува со предизборниот период, но во целата активност немало политичка позадина, затоа што тоа било нормална и редовна постапка. Ние како инспекторат правиме вакви мониторинзи во другите откупи на земјоделски производи текон во секоја година во времето на нивното предавање. Слушнав обвинување дека инспекторатот бил тенденциозен и така натака. Ние само доследно го спроведуваме законот, се со цел да елиминираме најмала злоупотреба во делот на откупот, односно македонскиот земјоделец да биде злоупотребен со својот труд кој што го има произведен. Објаснувањето на Трипуновски доаѓа по обвинувањето од дополнителниот заменик министер за земјоделство Љупчо Николовски, според кого службите на инспекторатот земале мостри под изговор за утврдување остатоци од пестициди, со што се комплицирало издавањето фитосанитарен сертификат. Некаде пак и намерно се стопирале резултатите од надлежните институции кои ја зеле мострата, со цел да се направи влијание и дисциплинирање на политичките опоненти на власта. Проблемот со фекалната канализација во Тракање ќе почека на решавање уште извесен период. Локалната самоуправа сега планира домакинствата и другите објекти од селото да ги приклучи на колекторскиот систем и пречистителната станица за отпадни води, што од до година треба да се градат во општина Кочани. Жителите на Тракање ќе мораат да почекаат уште малку додека да добијат современ канализацијски приклучок и собирање на отпадните води. Такви се ветувањата од локалната самоуправа на Кочани, иако уште пред неколку години имаше најави оти проблемот со канализацијата ќе им се реши. Во меѓувреме фекалиите продолжуваат да течат во реката што поминува низ сред село, од каде се шири неподнослива миризба. Освен тоа се загадува и околната почва, поради што состојбата подолго време е алармантна. На седницата на Комисијата за финансии и буџет беше упатена забелешка што решението за проблемот постојано се одложува, со закана дека програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација за едната година нема да добие поддршка од членовите на Советот. Знаеме таму колку е алармантна ситуацијата и мислам дека оваа година мора да смогнеме сили и да најдеме начин да им помогнеме на тие луѓе, заради тоа што таму е навистина веќе неподносливо да се живее. И така да јас ваква како што е оваа точка нема да гласам, без да се поместат средства за... Од општинската администрација се обидоа да ја смират состојбата со ново ветување оти канализацијата во Тракање ќе се гради идната година, заедно со почетокот на изградбата на колекторскиот систем и пречистителната станица за отпадни води. Активностите за изградба на колектори треба да започнат за месец дена, а додека пречистителната станица после изработката на основниот проект од избраниот изведувач се очекува да започне во март месец или април месец некаде наредната година. Тоа е веќе со обезбедена финансиска конструкција и се надеваме дека Тракање како прв приоритет ќе биде, бидејќи станува збор за многу голема сума на средства што буџетот на општина Кочани не може како буџет да го издвое посебно, а од тој проект ќе бидат обезбедени средства за се надеваме дека ќе бидат обезбедени средства. Пред 3 години, како одговор на слично прашање, Апостолов рече дека општина Кочани ќе објави тендер за изработка на проект за регулација на коритото на реката во Тракање, а со што ќе се третирала и фекалната канализација. Во меѓувреме, конкретни градежни активности на терен немаше, а жителите останаа да се соочуваат со секојдневниот комунален проблем.
Сега ќе мора да почекаат на исполнување на новите ветувања на општинската администрација и веќе од идната година да добијат современ канализацијски одвод на фекалните води. Компанијата ИНТ од Кочани и оваа година е една од најуспешните во регионот и државата, поради што и се вброи во едицијата Топ 200, што ја издава Капитал Медиа Груп. Кочанската фирма се најде меѓу стопанските гиганти од телекомуникацијските, нафтените и металските гранки, што е уште една потврда за одличното раководење и спроведување на визијата на менеджерскиот тим за постојан развој. Компанијата ИНТ од Кочани е единствена од општината и меѓу ретките во регионот што континуирано со години наназад се вбројува меѓу 200 најголеми и најуспешни во Македонија. Признанието Топ 200 го доби и оваа година од Капитал Медиа Груп, откако биле анализирани македонските компании според вкупните приходи и остварениот нето финансиски резултат во 2015-та. Во образложението за признанието што ИНТ го доби заедно со останатите фирми, се вели дека тие го движат стопанството и го представуваат лицето на македонската економија. На листата на 200 најпрофитабилни компании годинава се најдоа многу од големите бизниси, но и голем број помали фирми кои успеале да направат големи профити. Менаџерскиот тим на ИНТ е задоволен од постигнувањата, за кои признаваат дека се и обврска за продолжување со истото темпо како досега. Секако ние сме во Македонија и се надпреваруваме со компаниите од Македонија и секако дека овој резултат многу ни значи, не радува и не обврзува да продолжиме и натаму со истото и поголемо темпо, како би се одржали на нивото што веќе го држиме неколку години. Помеѓу 200 најголеми компании за прв пат влегоме во 2012 година и тој континуитет до денеска го држиме. Секако дека тоа се резултати кои, како што реков, радуват, меѓутоа изборуваат за економскиот потенцијал или капацитет на Македонија. За жал, ние се наоѓаме во Македонија и се мериме во Македонија. Значи, ако ние како фирма ИНТ влеговме помеѓу 200 најголеми компании, најуспешни компании во Македонија, значи економијата или конкуренцијата во економијата не е толку голема и затоа и таква ни е целокупната економија во Македонија. Илиев најавува дека ИНТ нема да застане на досегашните постигања. За идната година се најавува инвестиција од околу 1 милион евра, со која ќе се набави нова опрема и ќе се ангажираат нови вработувања. Целата сделка е при крај и ќе значи нов импулс во развојот на кочанското стопанство. На задоволство на сегашните вработени во ИНТ, каде просечната плата е околу 30.000 денари, Илиев вели дека очекува тимот да се прошири и што за новите вработувања ќе има и специјална обука. Негова желба е сегашниот забавен развој на локалната економија да добие забрзано придвижување во позитивен правец. Се надева дека само на тој начин и признанието за ИНТ за влез меѓу најдобрите 200 компании ќе биде оправдано и во наредните години. За досегашните постигнувања и за плановите за развој во наредниот период, со директорот Илиев снимивме подолг разговор. Истиот ќе можете да го проследите при крајот на овие вести. За само 3 дена втора кражба во манастир во Кочани. Овој пат кратците оперирале во црквата Света Петка во Кочански дол, која што е во изградба. Ја искршиле вратата на кујната и решетките на прозорецот, откаде што и влегле и ги однеле двата големи казани за подготовка на ручек. Ова е 6-та кражба во манастирот Света Петка. За само 2 дена откако се случи грабежот во манастирчето Свети Димитри во населбата Трајаново Трло во Кочани, слична кражба доживеа и црквата Света Петка во Кочански дол. Кратци тука оперирале и ја искршиле вратата на кујната и решетките на прозорецот и ги однеле казаните во кои домакините по повод славите на манастирот подготвуваат ручек за околу 500 верници. Ово е 6-ти пат више како се случува тука, разбиват врати, крадат, се што им падне, се поред. Казаните ни се украднени, кои готвееме за тука, за тоа што се собираат тука по 500 души. На нас ни беше доволно тие казани. Сега више деновето ќе си дојдат, ќе си поминат деновето, а ние ќе нема ушо да им направиме една топла вода, а не манџа да правиме. Ани се украднени. И престилките. А зашто им се престилките? Крадо понапред, пред оваа 10 дена,
крадова од тука бобо, оризо и ред други работи, даровето што беа па соберени и однесени. Од скелињата, жабици, цевки, други материјали што им дошло. После по тоа, колку пати ја пробиваа, пари тражат, подруму црквата, односно кујната, али до овај степен не беше дошло казаните да ги земат. Доаѓаа полицијата, записник направија, снимаа тука и сега чекаме оних одговор. Денеска се слушнах, па кога видоваме тука теа цевката, видоваме ја да дојдат па ако сакат да проверат и сумњаме на 2-3 места на тие што се ни сумливи да дојдат да проверат. Во овој регион чести се кражбите и разбивањата на манастири. Пред 3 дена, токму на денот кога се слави свети великомаченик Димитрий, беше ограбен и истоимениот манастир во населбата Трајаново Трло, од каде што беа украдени прозорците, целиот инвентар од кујната, приборот за јадење, казаните за готвење и иконите. За последната кражба на црквата Света Петка е известен надлежниот митрополит Иларион, како и полицијата која што работи на пронаоѓање на сторителите. Потекнување на критичкото размислување и изразување на тинејџерите, истекнување на знања и способности за умна употреба на медиумите, кои што се неопходни за учество во јавната сфера, е целта на новинарските работилници што ги организираат Високата школа за новинарство и весникот Нова Македонија. Таква работилница се одржа и со средношколците од Виница. Средношколците треба да знаат како да ги примаат, анализираат и резонираат информациите кои што секојдневно ги примаат преку медиумите. Возраста дозволува и критички пристап спрема се она што го сервираат социјалните мрежи и електронските медиуми. За таа цел и учениците од Средното општинско училиште Ванчо Прке се вклучени во проектот за промоција на медиумската писменост во средните училишта на Високата школа за новинарство и односи со јавност, како и весникот Нова Македонија. Со цел да им ги доближиме новинарските вештини за пишување и за разбирање на критикувањето на медиумските содржини, медиумските вести, кои што и така им се потребни на младите. Сакаме да помогнеме во промовирањето на критичкото разбирање кај средношколците, кои што се една од генерациите кои што постојано се изложени на медиумски содржини, да умеат да критички да ги перцепираат овие вести, критички да умеат да разликуваат што е манипулација, што е лажна вест, како да проверуваат извори на кои што постојано се изложени. Денес на учениците во вашето училиште ќе презентирам еден дел од тоа како се работи во една редакција, поточно како се работи во нашиот весник. Всушност ќе влијаеме на тоа тие да станат посвесни читатели и приемачи на информациите кои што ги добиваат, а воедно и да се запознаат со активноста на новинарите, на уредниците, на тоа како функционира една редакција, да ги предизвикаме да читаат вестници, да гледаат вести и да бидат критични граѓани на ова општество. Во Виница се одржа 5-та работилница, а во почетокот на декември учениците ќе може да се стекнат и со практични искуства со организирана посета на неколку редакции во националните медиуми. Проектот Медиумска писменост во ера на наплив на информации е подржан од Европската Унија, а се реализира во партнерство со Институтот за различности во медиумите од Лондон. Основното училиште Свети Климент Охридски од Облешево со најголем број учесници на меѓународниот надпревар Дабар 2016, што се одржува онлайн во 40 земји во светот. Надпреварот се одржа од 7 до 11 ноември. На веб-сајтот на Дабар 2016 ќе биде објавена листата на најдобрите училишта. Основното училиште Свети Климент Охридски во Облешево втор пат зеде учество во меѓународниот надпревар по информатика Дабар 2016, што се реализира од 7 до 11 ноември. Под менторство на наставниците Милена Ристова, Емилија Митева, Јулија Трендафилова и Благица Колева, на надпреварот учествуваат скоро сите ученици од училиштето од 4 до 9 оделение. Целта да се промовира информатиката, односно логичкото размислување. Самите задачи не се стриктно информатички,
туку чисто логички задачи, ситуации, објаснето, нацртано и децата треба да го најдат излезот, точната локација и така, значи према возраста се прилагодени. За секој оделение има различна група на задачи. На Дабар учествуваат околу 40 земји од светот, а од Македонија се вклучени 206 училишта. Дабар е меѓународен предизвик наменет за ученици од основните и средните училишта, кој што има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Има добиено повеќе награди на европски и светски конференции. Сите учесници, ментори, ученици и подражувачи ќе добијат сертификати. На веб-сајтот на Дабар 2016 ќе биде објавена листата на најдобрите училишта според бројот на учесници, како благодарност за нивната подршка за промовирањето на надпреварот и науката. Полициската станица од Кочани ги известува граѓаните дека во местноста Каракашева чешма ќе спроведе пробно испукување од огнено оружје со правни и физички лица. Поради тоа, од безбедносни причини, местното население треба да се воздржи од присуство на споменатата локација в сабота во периодот од 13:30 до 15:30 часот. Следуваат информациите од спортот. Викендов продолжуваат првенствата во првата фудбалска лига за жени и третата лига Исток, при што и женскиот фудбалски клуб Кочани и Осогово ќе гостуваат. Пинг-понгарите пак ќе бидат домакини на мечот со Студент во рамки на петото коло од првата пинг-понгарска лига. За сабота е закажано одигрувањето на седмото коло во првенството на првата фудбалска лига за жени, освен надпреварот на кочанските фудбалерки, што ќе се игра в недела од 14 часот. Екипата на ЖФК Кочани, по минатонеделното реми на домашен терен со Струмичка Тиверија, ќе гостува во Битола на Топ Гол. Битолчанки се во средината на табелата и најверојатно нема да дозволат изненадувања, со оглед што во претходното коло освоија бод на гостувањето против АС Юнајтед. За внедело од 13 часот се закажани надпреварите од 13-тото коло во третата фудбалска лига група Исток. Кочанските жолто-сини гостуваат во македонска Каменица кај петопласираната Каменица Саса, со надеж дека ќе успеат да го нанесат првиот пораз на домашен терен на противникот. Осогово се наоѓа во серија од 9 победи поред, на последните 3 гостувања нема примено гол. Домакините од Каменица пак исто така се во одлична серија со 6 победи на домашен терен, од исто толку одиграни надпревари во есенскиот дел. Со тоа може да се очекува интересен дуел и неизвесен резултат. Во последните 3 меѓусебни дуели Осогово има остварено 2 победи, а 1 надпревар заврши нерешено. Кочанскиот третолигаш во моментот се наоѓа на второто место со освоени 27 бода, 3 бода помалку од првопласираната Беласица, а 5 повеќе од Каменица Саса. Во првенството на првата пинг-понгарска лига в недела ќе се игра петото коло. Екипата на Кочани е домакин на средбата со Студент од Скопје и тоа за нашите пинг-понгари ќе биде нова можност за освојување бодови и задржување на лидерското место на табелата. Причина за оптимизмот е што скопјани се последно пласирани со само 1 бод, па домакините ќе можат да го надоместат изгубеното по неочекуваниот пораз од пред 2 недели на гостувањето против Рисови. Почитувани, следува најавениот разговор со директорот на компанијата Ината Никола Илиев. Проследете го. Честитки за постигнувањата на компанијата Ината и годинава се вброивте во 200 најголеми и најдобри компании во Македонија. Што за еден стопанственик, бизнисмен, управител, менаџер значи ваквото признание, мајки предвид дека тука се немали фирми, Телеком, Окта и други компании кои што веќе значат во Македонија. Најпрвен благодарам за честитките. Секако тоа е еден успех кој радува, меѓутоа колку успехот радува, толку и обврзува. Секако дека не е ни лесно ни едноставно да бидете помеѓу 200 најголеми компании, а секако кога сте помеѓу 200 најголеми компании, ние влеговме и помеѓу 200 најуспешни компании. Односно, малку историја, ние влеговме помеѓу 200 најголеми, најуспешни компании уште од далеката 2004 година. Помеѓу 200 најголеми компании за прв пат влеговме во 2012 година и тој континуитет до денеска го држиме. Секако дека тоа се резултати кои, како што реков, радуват, меѓутоа изборуваат за економскиот потенцијал
или капацитет на Македонија. За жал, ние се наоѓаме во Македонија и се мериме во Македонија. Значи, ако ние како фирма ИНТ влеговме помеѓу 200 најголеми компании, најуспешни компании во Македонија, значи економијата или конкуренцијата во економијата не е толку голема и затоа и таква ни е целокупната економија во Македонија. Од друга страна, секако ние сме во Македонија и се надпреваруваме со компаниите од Македонија и секако дека овој резултат многу ни значи, не радува и не обврзува да продолжиме и натаму со истото и поголемо темпо, како би се одржали на нивото што веќе го држиме неколку години поред. Ова признание треба да се оправда. Што во наредниот период? Има нови инвестиции, најави за вложување? Токму така, за да го оправдаме ова место кое го држиме неколку години поред и за да продолжиме со истиот тренд, без инвестиции не може да се оди натаму. И како што гледате и сами знаете, ние како компанија секоја година правиме некоја инвестиција се со цел да го држиме чекорот со пазарот и да бидеме атрактивни за нашите партнери. Во животот и во бизнисот работите одат и се менуват, некојаш одат во нагорна линија, некојаш паѓат, меѓутоа ние презимаме разни мерки се со цел да се одржиме и да стоиме на некое рамниште. За некое качување сигурно не размислуваме кој знае како, меѓутоа да се одржиме тука размислуваме и текако. Токму заради тоа, ние ова година одлучивме да направиме една посериозна инвестиција во опрема, која е во вредност од цирка 1 милион евра, која ќе овозможи нови, за почеток 30 на вработување, со тоа ако успееме да го реализираме оваа инвестиција така како што ја замисливме, во следната година ќе овозможиме зголемен извоз помеѓу 3,5 и 5 милиона евра. Што значи, пазарот однапред е дефиниран, опремата е со висока технологија, малку вработување, меѓутоа голем ефект. Рековте имате нова инвестиција, планирате нова инвестиција, меѓутоа што со работниот персонал, односно кадар во општината и регионот? Имаме ли квалитетни работници? Прашањето е сосема на место, значи како што и сами гледате, се повеќе млади луѓе заминуваат и напуштат државата, што значи дека кадрите, односно квалитетните кадри се помалку ги има, затоа ние сме ориентирани на создавање на кадар кој токму и кога збориме за новата инвестиција, за новата опрема, која е нова технологија, ние веќе извршивме еден поширок избор на луѓе кои ќе ги пратиме во Италија кај производителот на опремата со цел 3 недели да извршат почетна обука за употребување на машините. Воспротивно, без кадар нема да можете да ги користите и нема да можете да правите ништо. Не е само обуката која ние правиме, ние силно работиме на создавање на силни тимови во секој сегмент и сме силно посветени на создавањето на добри кадри, добри меѓучовечки односи и добра тимска работа. Затоа користиме повеќе методи, а секако важен сегмент е и платата. Ние можеме слободно да кажеме дека и овде не сме скромни, не штедиме, напротив, нашите вработени ги цениме, почитуваме и кај нас минималната плата, нето плата е 15.000 денара. Значи тоа ретко кој ја зима, значи одиме нагоре, бидејќи збориме за минимална или почетна плата, а граница нагоре немаме, денеска нашата просечна плата е околу 34.000 денара. Рековте, пазарот е дефиниран, значи дека се работи за познат купувач, веројатно и обезбеден е пласманот. Точно така, значи веќе разговорите се во завршна фаза со еден наш партнер кој има потреба токму од тој производ. За сега не би откривал за што точно се работи, меѓутоа се надевам дека во првиот квартал од 2017 година ќе бидете сведоци на тоа што ќе се случува во нашата фирма, односно ќе означиме почеток на новиот проект и новата инвестиција. Главната дејност е текстилството, меѓутоа се размислували можеби и за други дејности придружни?
дека размислуваме сигурно, меѓутоа и понатаму ќе остане носител на нашата работа текстилот. Секако дека имаме можности и размислуваме во начинот на работа, во асортиманот, во производите. Не се далеку и други размислувања кои се малку поодамнешни, меѓутоа со оглед на процедурите кои стојат се уште кај нас, не успеавме да реализираме два проекти наши, односно не успеавме за сега да ги реализираме. Тоа е изградба на еден бизнис хотел во центарот, во зградата на поранешно Кјуби, позната како Кјуби, и секако изградба на еден модерен хотел на место вика на Шарена чешма, каде што се уште чекаме одобрение нешто подолго од 2 години. По добивањето на тие одобренија или документи, тогаш ќе размислиме што ќе биде приоритет, дали ќе продолжиме силно да газиме во тие два проекти или ќе му дадеме предност на овој нов проект кој навистина е многу далеко и многу сериозен проект. Која е визијата, каде е ината после одреден период? Па, желбите мои, како и на секој менаџер кој се одлучил да води еден бизнис, секако е да биде помеѓу првите во гранката. За среќа, ние успеваме подолг период да стоиме на чело во нашата работа, како во општината, така и пошироко во државата. И секако нашите планови се да се потрудиме што е можно подолго време да останеме на ова ниво и токму од тие причини и заради задржувањето на стандардот и на нивото кое го имаме, се одлучивме на оваа посериозна и позамашна инвестиција, која, морам да напоменам, за сега во Македонија нема такво производство, а очекуваме дека тој производ ќе најде поширока примена на пазарот и не се далеку ни размислувањата за веднаш изголемување на тој капацитет. Ама за тоа да почекаме уште малку време и ќе знаеме како ќе оди работата. Канал 8 ви посакува успех во намерите и да ги исполните вашите зацртани планови. Благодарам. И на вас ви посакувам исто така многу успеси и се надевам дека ќе имаме и многу други прилики каде што ќе зборуваме за убави работи и за нови проекти. Почитувани, толково ова петочно издание на вестите на Канал 8. Екипата на телевизијата ви посакува пријатен викенд. Довидување.